Добродојдевте во четвртото издание на Колегиум, неделна информативна платформа. Се разбира, во меѓувреме имаше неколку вонредни изданија на Колегиум на Цивил, меѓутоа ова е главното, четврто издание на Колегиум. Веќе омилена адреса на нашите читателки и читатели, па и по-широката публика, онаа која повеќе сака да гледа видео. Доодиме веднаш со содржините во најава да кажеме што беше главна тема, односно главни теми и содржини на Цивил во изминатите 7 дена. Пред се американските избори видовме навистина бројни содржини, исцрпни содржини. Американските избори буквално од сите можни аспекти, особено оние кои се однесуваат на иднината на меѓународната политика, на Европа и се разбира Западен Балкан и Северна Македонија. Јордановска, Мишев и Костовски се во фокусот со своите бројни анализи, вести, коментари, ставови за текот на најважниот политички процес во светот, американските избори, кои не беа во фокусот на вниманието само на американските гласачи, туку и на целиот свет. Прочитавме многу и уште има што да се прочита во таа смисла за руските дезинформации и за влијанието на руските и други центри на моќта, глобални центри на моќта на изборите во Америка. Руските дезинформации се разбира се проминентни во анализите на Цивил и во другите изборни процеси кои ги видовме во изминатите неколку дена. Се разбира, видовме и вести и се уште ги следиме вестите за постизборните протести, реакции во светот, во Америка и се разбира низа други анализи и содржини кои се однесуваат на овој процес и кои веќе уште не седнат во овалната соба. Гледаме дека Трамп ги бранува настаните, ги бранува администрациите и општествата ширум светот. Тоа пред се однесува и на прашањата поврзани со украинската борба за слобода за ослободување од рускиот агресор, меѓутоа и на сите други аспекти, вклучително и на климатските промени и низа други. Понатаму, една кратка содржина, меѓутоа многу читана, може да се издвои и од она што го направи нашиот колега Мишев. Тој тргна по трагите на еден од најголемите графити во главниот град на земјава, тоа се однесува на прашањето дали бугарите во устав е предавство или не е. Тој ќе ни каже малку повеќе за минутка. Понатаму имаме и неколку други интересни теми. Само еден мал дел ќе споменам, инаку повеќе од 250 содржини во текот на изминатата недела беа објавени на македонски, еден дел на албански и на англиски јазик. Мицкоски се пишмани за предвремените парламентарни избори изгледа. Ќе видиме како тоа ќе се развива во наредниот период. Исто така видовме и барање за укинување на недела неработен ден во време кога дел од европските земји го укинуваат дури и петокот како работен ден, меѓутоа овде се бара укинување на недела како неработен ден. Јас туку што се вратив од еден глобален форум на високо ниво за борба против авторитарноста, авторитаризмот, форум за иднината,
на демократијата во Вилнус беше одржан на 7 и 8 ноември. Веќе видовте неколку прилози кои ги подготвија моите колешки и колеги, каде што се јавив и јас од Вилнус, а се разбира тоа не е крај. Напротив, оваа недела ќе има многу интересни прилози за тоа како изгледа иднината на демократијата низ призмата на на елитите интелектуални, па и политички во Европа и во светот. Учеснички и учесници од 5 континенти беа собрани во Вилнус на 7 и 8 ноември, каде што се разговараше за иднината на демократијата. Но за тоа се разбира и во текот на предстојните денови. Би завршил исто така со едно подсетување дека на некој начин, содржински, тематски, на овој форум за иднината на демократијата се надовршува и интернационалната, меѓународната конференција на Цивил на 12 декември, каде под наслов Одбрана на демократијата, на некој начин своевидно и прогресирање на темата. Оваа конференција се одржува и во знакот на 25 годишнината од постоењето на Цивил. И јас тука некаде ќе завршам со оваа најава, за да се видиме сега и со моите колешки и колеги од Цивил, кои ќе зборуваат на овие теми, а се разбира ќе дадат и насоки, односно ќе кажат што ќе работат и во наредните денови, се разбира не откривајќи се, за да може и тука да има мали изненадувања. Добар ден, колешки и колеги, драго ми е што ве гледам по 4-ти пат во редовното издание, се разбира ви благодарам за просторот што ми го дававте додека бев во Вилнус. Па да почнеме со американските избори, како што ги најавив. Јас би сакал да одиме по редослед Билјана па Драган за изборите, затоа што Драган таму ќе додаде и за руските дезинформации, влијанија и се разбира молдавските изборни премрежија, да ги наречам. Повели Билјана, како изгледаше продукцијата на Цивил во изминатите 7 дена визави американските избори? Токму така, Америка веќе го има 47-миот председател и официјално можеме така да речеме, заклучено со Аризона, која за викендот ја освои Доналд Трамп, кој нели станува 47-ми председател на Америка, кој што најверојатно се претпоставува, барем анкетите така кажуваат, дека неговата победа може да ја должи на кампањата што ја водеше за имиграција и за економија. Што се однесува до спротивната страна, или во овој случај губитничката на демократите, Харис ја прифати загубата во изборната трка, му честиташе на Доналд Трамп и вети мирна транзиција на власт, повикувајќи ги своите подружувачи, меѓутоа нели и граѓаните на Соединетите Американски држави да не се откажуваат, дека борбата и понатаму продолжува и дека не е се изгубено, на што следува и викендов и протести од едниот до другиот брег на Америка, Њујорк, Сиетл, Портланд, Пенсилванија и така натаму, значи не баш се задоволни сите од тоа како протекоа изборите, значи може да се видат илјадници демонстранти по улиците на овие големи градови со транспаренти кои што велеа каде е мојата слобода кога немам избор, верувам дека ќе победиме, еве сме и не заминуваме. Ова се однесува претежно на политиката која што и она што го зборуваше Трамп дека ќе го направи во однос на депортацијата, односно имиграцијата. Моје тело, мој избор, претворете го стравот во борба и така натаму. Инаку Трамп уште првиот ден рече дека она што го вети во кампањата тоа и ќе го спроведе во дело, а тоа е неговиот план за масовна депортација.
поради што нели е и предизвикан гневот кај огромниот број на имигранти во Соединетите Американски држави. Исто така веднаш нели кога веќе беше очигледна победата на Трамп, почна и анализи како тоа ќе се одрази глобално, затоа што сите со внимание, како што рече и ти, ги следеа претседателските избори во Америка, и јас еве од она што мене ми остави како впечаток во изминатата недела, освен оние кои што се главни и клучни прашања, тоа е односот кој што ќе го има кон Украина, односот кој ќе го има со нели во таа насока и со Русија. Јас би се обрнала и на еден друг многу битен аспект, а тоа се климатските промени и како таа политика која што ќе води Трамп, која што директно ќе ги засега американците, ќе се одрази и нели воопшто на тоа е глобален проблем. Климатските промени не се американски проблем, туку тоа е сечи проблем. Тука и најавата дека тој може да го напушти Парискиот климатски договор. Значи, во однос на тие политики кои што ги водат, предвидувањата и анализите кажуваат дека ќе бидат многу лоши, не само за зголемување на стапката на смртни случаи во Америка, меѓутоа и како неговите политики можат и понатаму да се одразат на глобалниот пазарен тренд во однос на нели сите оние иновации кои што се потребни за намалување не само на аерозагадувањето, меѓутоа и другиот тип на загадување кои што штети нели на животната средина и на светот во таа насока. Така што Цивил го почна ја почна работната недела со прашање за тоа кој е одговорен. Тоа сакав да се надоврзам со оглед на тоа дека еве и денеска најновото од светските мерења за аерозагадување, Скопје на 4-то место по загадување, оценет како нездрав за живење град, со многу високи нели проценти на загаденост. Тоа ќе биде тема оваа недела, меѓутоа ќе биде исто така и КОП 29 кој што се одржува во Азербејџан, во Баку, главниот град. Тоа е годишен самит на Обединетите нации за климатски промени, кој што ќе трае до 22 ноември, каде што нели бројни земји, представници на бизнисот и граѓанското општество ќе бидат таму да се обврзаат за активностите за решавање на проблемите, инаку имаме со климатски промени, а имаме и ние наши представници. Тоа е министерот за животна средина и просторно планирање Изет Меджити, председателката Гордана Стилјановска. Да се вратиме на американските избори. Кој ќе оди во Азербејџан, во Баку? Трамп, Камала Харис или председателот Бајден? Па не знам. Не знам. Добро. Трамп сигурно нема да оди како председател. Неговата инаугурација се очекува и целосно преземање на моќ се очекува на 20 јануари, докато ќе биде транзицијата на нели применот на власт, подготовките. Добро, се надевам дека сите американски рогоњи ќе знаат дека нивниот победи, дека не мора да го напаѓаат Капитолот. Демократите нема да го нападнат сигурно. Нема сигурно, да. Кој да биде представник, се разбира дека без разлика кој да биде, ќе бидат многу интересно да се следи кои ќе бидат активностите и целите кои што ќе ги зацртаат за уште една година. Тука и Европска унија и низиниот него тоа како и секогаш редовно и известува јавноста и добро е да се читаат овие содржини на greencivil.mk, се разбира исто така пренесени и на Civil Media MK и другите делови од медиумската платформа. Билјана, бидете така, ве молам, колешке, сега би сакал да се сртиме кон Драган. Здраво, Драган, те молам телеграфски, колку што е можно пократко за една многу долга и требажна тема, а тоа се руските дезинформации и хибридни напади на американските избори и воопшто на изборните процеси во други земји во изминатите неколку дена, тоа што си го работел ти,
се разбира да не заборавиме, не е тука, можеби ќе го имаме во некое вонредно издание повторно. Љубомир Костовски напиша и една обсежна, сеопфатна анализа под наслов Американските избори. Ова е машки свет, навистина индикативен наслов. Мислам дека треба тоа да се прочита внимателно, а се разбира не помалку внимателно и твоите анализи, Драган, за дезинформацијските и други напади на американските избори од Кремљ, како и други аспекти кои ги покриваше пак ти во изминатите денови. Повели. Ништо ново што се однесува на руската пропаганда и дезинформација во однос на изборите во Америка. Тоа веќе редовно, мислам, дамо некаде од кај 2018 навакот тие избори, руските трол фарми редовно учествуваат во дезинформирање и заблудување на гласачкото тело во Соединетите држави. Оваа година ништо поразлично, дури може да се каже во засилена форма, особено беа засилени при крајот на изборите. Речиси сите видеа што се појавува со дезинформации како мигранти од Хаити, како гласале за Камала, како се примат откупи, и секако сите беа насочени против демократската кандидатка, а го фаворизира Трамп и неколку американски организации кои работат за сузбивање на дезинформациите веќе ги посочија, вклучително и FBI реагираше дека видеата се лажни, реагира и неколку сенатори од државите каде што се однесува овие, меѓутоа тие веќе пристигнаа до, да кажеме, до оној дел од гласачите на кој што и беше наменето, фактички републиканските симпатизери и симпатизерите на Трамп, и секако мора да се... Но и оние што беа неопределени, Драган, да не ги заборавиме, тие беа всушност вистинската мета на руските дезинформацијски кампањи. Кажам тука колку биле неопределени за вака да се влие на нив е малце исто дискутабилно. Особено согласно тоа мора да се потенцира главниот канал каде што се дистрибуира овие руски дезинформации во однос на американските избори, но секако и останати дезинформации кои беа Made in USA беше каналот во собственост на Илон Маск, X или постаро Телеграм. Значи, тука беше тако фаворизирање Трамп на штета на Камала Харис, такво маловажување на Камала Харис, гледам и после и по изборите продолжува тоа со, можам да кажам, дегутантни наративи, фейк фотографии. Да, знам, кога веќе го спомна најбогатиот човек на светот Илон Маск и собственикот на платформата X, тој, да подсетиме, даде некаде 75 милиони долари донација директна на кампањата на Трамп, исто така на располагање ја стави целата своја платформа на социјалните мрежи. Беше награди по милион долари за регистрирани гласачи демократи. Тоа што во Европа барем се дефинира, тој направи изборен подкуп без преседан. Во Америка не знам како тоа ќе го толкуваат, како го Те уште го толкуваат, меѓутоа сега сега е веќе доцна, меѓутоа не е никогаш доцна всушност за да се установи одредена пракса за идниот изборен процес, да ако тоа се установи како нерегуларност, да биде санкционирано. Како и да е, Илон Маск ги стави на располагање и своите вселенски капацитети. Старлинг работеше со полна пареа за да ги подобри, забрза и избогати
комуникацијските канали во технолошка смисла на зборот, да се вратиме назад кај Само руската дезинформацијска кампања, да не заборавиме, вештачката интелигенција беше прегната до максимум. Значи, вештачката интелигенција беше употребена за да се креираат видеа и други наративи. Извини, Драган, и јас ја следам со живо внимание оваа тема. Повели. Интересно согледување на Илон Маск недвосмислено со сите сили го поддржува Трамп, кој пак од друга страна ветуваше дека целата имиграција ќе ја врати назад. Е интересно да тука што Илон Маск е државјанин на САД од 2003 година. Да. Враќањето назад не знам од која година ќе фати. Ако иде многу подлабоко назад низ историјата, тогаш би требало само домородните американски индијанци да останат во Америка, така да и Трамп треба да седи, сите да седат малце држава изградена на имигранти да... Може би Шварценегер ќе го избркаат, особено затоа што, иако е републиканец, тој се стави целосно, со еден убав трогателен настап во јавноста на страната на Камала Харис. Како и да е, Трамп е реалност и тој имаше веќе неколку блиски средби со темата Украина. Може ли да споделиме телеграфски за тоа нешто? Да, имаше, прво се искочи неговиот, да кажеме на почеток, нели ветуваше дека за 24 сата отколку ќе го изберат ќе го решил прашањето. Го избра, до душа не е инаугуриран се уште. Така. Идеме дали навистина ќе биде тој рокот, меѓутоа веќе искочи информација дека разговарал со Путин. Не точно, не знаеме точно за што станало збор, меѓутоа колку што според Вашингтон Пост веќе разговарала нешто за Украина, наводно го замолил или му рекол да интензитетот да го намали, но како што нема информација за тоа, како што тврдеше претходно, дали територијалните окупираните територии ќе преговара, нема да преговара, за нив многу контраверзно. Впрочем и пред некој ден вчера ние пишувавме за Цивил, пишуваше и Тими меѓу другото, дека прво негов представник излезе да каже дека Крим ќе си остане и руски, некои други територии, па потоа неговиот тим излезе да го демантира, не се сложуваме со тоа. Значи, тоа се такви контроверзи таму, не само во однос на Украина, во однос на се. Како што рече, мислам дека не се сеќам името на еден украински парламентарец кој рече на Трамп не можете да се ослоните да знаете кое ќе биде неговото решение, ги менува воот. Така да што се точно го видовме како таков во претходниот мандат пред председателот Бајден како се однесуваше, ќе видиме дали нешто научил во меѓувреме или прогресирала таа состојба кај него. Во секој случај, јас се извинувам, меѓутоа тука има една многу важна поента. Излегува негов политички стратег кој работел за кампањата, меѓутоа и го кажува тоа што го кажува во ни помалку ни повеќе интервју за BBC за Украина, дека е изгубен Крим, дека Зеленски има нереални очекувања и така натаму. За веднаш потоа, значи брзопотезна беше реакцијата на кампот на Трамп, кој веднаш кажа дека прво тој политички стратег, заборев како се викаше, не работи за Трамп. И второ, дека тоа не е точно, дека тој не говори во име на Трамп и дека тоа што го кажал нема врска со ставовите на Трамп. За јавувањето на Путин, прво треба да знаеме дека Трамп и неговиот главен спонзор Маск веднаш зборуваа со председателот Зеленски. Не ги знаеме деталите, меѓутоа од она што го кажа председателот Зеленски, тој разговор бил доста пријателски, додека разговорот со Путин, според Вашингтон Пост и според нивните извори, тој разговор со Путин вклучувал и подсетување на Путин дека
Америка има сериозни воени сили во Европа. И тоа може да биде добар сигнал дека од оние наративи со кои располагаше кампањата на Трамп и самиот Трамп во поглед на воената агресија на Русија против Украина, можно е да има одредени поместувања. Јас се надевам во тоа. Како и да е, веднаш по интервјуто... Ако може да додам само на укажуваат и реакциите на званична Москва веднаш по изборите, каде што беа доста предпазливи, и тоа и Песков и Медведев изразија резервираност дека сепак кај Трамп превладува бизнес логиката, не толку политиката, меѓутоа изразија надеж дека ќе ги штити нивните интереси. Да, значи има многу контроверзи тука, има многу спротиставени ставови, информации и не знаеме тоа како ќе се развива во иднина, па дури и да тргне во една насока, не значи дека ќе остане во таа насока, така што мене ме теши брзата реакција на Европска Унија. Веднаш по интервјуто на овој, дајте ме подсетете ме како се викаше, политичкиот стратег, кој на BBC, веднаш потоа Жозеп Борел отиде во Украина, за да го увери председателот Зеленски дека Европа стои зад Украина, дека стои зад Украина се додека е потребно. И дека истото го кажа и Макрон дека треба да Европа да се застапи сама да се брани, го кажа истото и кандидатов за нов канцелар на Германија, кој рече дека во однос на Трамп треба да покажат малтене сила, дека фактички Трамп разбира само говорот на силата го разбира, дека ако покажеш слабост, се отиде за разлика од Шолц, например, што не сакаше многу да се конфронтира, уште како кандидат реагира во таа насока. И можам да споделам со вас и се разбира со јавноста дека на Демократскиот форум на високо ниво за борба против авторитаризмот, иднината на демократија во Вилнус, овој став преовладуваше буквално на секаде. Во секој говор, во сите разговори, формални, неформални, на панел дискусиите, секаде беше тоа, дека Европа мора да ја земе работата во своји раце и дека Европа ќе биде одговорна да застане на страната на демократијата, во одбрана на демократијата, мирот и слободата и во Украина, и во Европа, и во целиот свет, со тоа што нема ни во еден момент, ни со едно навестување во тие 2 дена каде што имаше повеќе од 200 луѓе од 5 континенти, сите зборуваа за тоа дека формулата за мир, односно заминување на последниот руски војник од украинска територија, суверената украинска територија, е можност за мир. Единствено така може да се разговара за мир и за понатаму да не зборуваме за другите ставки на формулата за мир и за планот за победа. Драган, ако се согласуваш, ја мислам дека јас и Билјана овде можеме за американските избори да зборуваме колку сакаме и да овакво, меѓутоа јас би сакал да одиме на не помалку важни за нас, за македонските прилики и неприлики теми, и би сакал да зборувам, ако ми дозволите, со Дехран малку. Дехран, јас бев нели на пат и све тоа, искрено кажувам дека би сакал малку да слушнам и јас самиот од тебе, како изгледаше таа драма околу изборите. Прво знам на пратенички прашања му го побара опозиционерот, лидерот на опозицијата Филипче, мандатот на Мицкоски заради неисполнетите ветувања, тој му возврати ако сакаш избори, и после како идеше тоа све? Дека го слушав, драги, како Трамп ги менува мислењата во ход, ми текна и на Мицкоски, на нашиот премиер, кој што едно ќе каже сега, после 2 сата друго, но тоа не се должи веројатно само на неговата одлука, само иницијативно, затоа што он предложил
нели маш рекол, маш порекол. Нели во еуфорија предложил брзи избори, откако ја прифатија понудената фрлена ракавица СДСМ и ДУИ. Потоа неговите коалициони партнери од Влен рекоа дека не сакаме предвремени избори, после тоа и Мицкоски рече ај прво локални да се преброиме, да се видиме кај сме, што сме, па после ќе одиме на предвремени ако треба. Значи сега таа цврста политика, ајде ако сакате сега во овој момент исто од партијот собраниска говорница да направат договор за предвремени избори, сега веќе откако ги слушна и мислењата на неговите коалициони партнери јавно искажани на медиуми, ја спушти топката, па ќе одат прво на локални и после тоа на парламентарни, но тоа сега е прашање на време, затоа што имаме цела година да се изнаслушаме различни ставови до следните локални редовни избори, така што дури и рано ја отворија оваа тема, но моментот е што се случува сега. Она што е интересно, токму оние партиски гласила на ВМРО ДПМН, сакајќи да го одбранат то на неговото не за предвремени парламентарни избори, наоѓаат сега партиски бивши функционери на СДСМ, каде што тие кажуваат дека не треба предвремени парламентарни избори, затоа што тоа би било погубно за СДСМ и за опозицијата, а не затоа што Мицкоски така одлучи. Сакам да кажам дека пропагандата сега се насочува да се оттрне вниманието од дека нели ВМРО и премиерот не сакаат парламентарни избори, туку самите СДСМовци не сакаат предвремени избори затоа што се уште не се доволно екипирани и немаат политика, немаат став како да настапат. Но тоа е нели, пак ја речам, дури и рано почнато за дневно политички препукувања, избори имаме тек до следната недела, дали свесно или несвесно ме оттргнуваат од вистинските и реални проблеми кои што се соочува нашата држава, така да ние ќе имаме сега дневно политичко препукување дали сакаме избори или не сакаме, а имаме цела една година за тоа. Она што исто така интересно е што повторно се отвара темата недела неработен ден. Ние имавме пред 3 месеца од првиот човек на Стопански комери Азески во една средба со министри од владата изнесе дека недела неработен ден треба да се преиспита за неколку месеца потоа. Исто така Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии побара да се преиспита недела неработен ден, односно да се врати недела неработен ден. Како што ти спомна во најавата, дел од некои европски земји го укинуваат и петок како неработен ден, или па имаат скратени работни часови, а ние сакаме да го вратиме повторно и недела неработен ден. Не само јас, туку и граѓанките и граѓаните кои одговараа на прашањето денот за неделата, тоа потсети вчера на колешката Билјана за тоа дека граѓаните велат токму со тој аргумент излегуваат. Во Европа се укинува петок како работен ден, а ние имаме овде тенденции да се укине недела како ден. Така, малце тука се потоа се измеша и баби и жаби, се меша и религиите, петок е џума, недела било христијански празник неработен ден, така да малце се дефокусира прашањето дека тоа уствари е работнички ден на сите кои што треба да одмараат верските чувства, секој граѓанин може да си ги искаже лично затоа што дали е петок или недела неработен ден, небитно, но битно Добро, тоа зависи од тоа дали е државата секуларна или е
христијанско зборуваме муслиманска џамахирија, не знаеме тоа. Да, моментот зборуваме за работнички права и човекови права каде што му следува слободен ден за да одмори, да може да биде спремен да работи следната работна недела. И еден од коментарите имаше вели ако вака продолжат ќе немаат луѓе и во понеделник да веќе да им работат. Затоа што луѓето ќе избегаат некаде надвор каде што ќе имаат нормални услови за работа. Ова е Да, извини. Да, Сакав да направам една паралела и со верските книги. Бог работил 6 дена, го создал човекот, планетата, вселената и сето тоа, седмиот ден се одмарал, па тој модел го понудил и на човечкиот род по тоа да одмара барем седмиот ден. Ова веројатно им звучи смешно на оние што знаат дека сум атеист, но еве дури и во таа култура. Еве уште еден те издига два прста, Дехран ќе му дозволиш на Драган? Повели. Како, уште еднаш? Мала дигресија на мојот, што го добив вест дека за преска што разговараме за телефонски разговор меѓу Путин и Трамп, Песков го негира. Вика дека до тако нешто воопшто не дошло. Информацијата што пруваше Вашингтон пост. Така, навистина. Ова е многу интересно. Значи ќе читаме за ова, устори важно е и ова да го знаеме, се разбира. Што ќе доби веста, за тоа сакам веднаш да фала ти многу за ова. Еве како изгледа еден колегиум на цивил, постојано се додаваат нови информации. Да се вратиме на Дехран, ќе може? Повели Дехран, извини што те испрекинавме. Не, мислам дека овие отприлика би биле двете побитни настани кои што барем мене ми одбележа неделата, но не би ги зоставил, само кратко би ги спомнал. Куршумот во глава заканата за министерот Петаи, каде што имаше и нели говор на омраза кон неговата етничка припадност. И сега ќе видиме дали ќе има некаква разрешница за тоа што нели куршумите во глава стана веќе секојдневна преписка или сега не знам како да го наречам. Новинарско препукување го нарече. Можеби конечно во мојот случај, така да ќе видиме сега ова. Можеби МВР и обвинителството ќе види дека куршумот не е новинарско перо, туку е метал кој што може да убие човек. Така да веројатно во случајот со Петаи ќе им ги отвори малце повеќе погледите за тоа што значи закана кон животот. Јас мислам дека правдата овде секогаш била селективна, така што дури и да има некоја промена во овој случај, нема да има никаква промена во мојот случај или во случајот на други opinion makeri и колумнисти и новинари, каде што за некој има реакција, за некој нема. Дури и дел од саморегулаторните тела се однесуваат на ист начин, така што Да, но ние имавме сега минатата недела, имаше и некоја конференција, панел дискусија или како и да е, за безбедноста на новинарите, каде што министерот Тошковски, републичкиот јавен обвинител, рекоа дека секое кривично дело закана ќе биде санкционирано, па ете, ќе очекуваме дека можеби и во тој поглед ќе се промени нешто. Се разбира. И би го спомналете сега и меѓународниот ден на ромскиот јазик, кој што не им требаше дури 365 дена па да дојде 8 април па да го честитаат денот на ромите и да им текне на ромите дека постојат како народ. Туку имало и 5 ноември меѓународен ден на ромскиот јазик, каде што го честита, а при тоа немаме катедра на ромски јазик, немаме наставен јазик на ромски јазик, освен во некои училишта. Имаме сегрегација на ромските деца во училиштата, каде што е доминантно неромско население. Имаме
Да не зборувам дека немаме театар, да не зборуваме дека немаме културен дом, да не зборуваме дека нема институција која што е особена, која што е претежно ромска, така да ќе треба многу време да се работи, а еве ве гледам некој извештај сега у меѓувреме излезе дека Македонија напредува кон правата на ромите, што е добар показател. Се надевам дека следната година ромскиот јазик или па еве евентуално денот на ромите 8 април ќе се одбележува во некоја институција која што ќе биде, не знам, евентуално можеби на Есма Реджепова ќе стане музеј или нешто, културен дом на ромите, па така да тој објект нема да биде руиниран, туку ќе биде претворен во нешто што би било од корис на граѓаните од ромска етничка припадност. Но ете, тоа е она што сакам да го искоментирам како помина неделата, а сега да се вратиме на вистинските прашања кои што можеби се интересни да се разговараат во однос на политиката. Може да те прекинам овде само за ова прашање, да многу кратко. Дури и да има некое официјално протоколарно одбележување на ромскиот ден во април или пак на ромскиот јазик во ноември, суштински и општеството, и институциите, и државата, и политичките партии, и медиумите, и граѓанското општество, со исклучок на оние кои работат исклучиво на ромски пари, на ромски теми со странски пари, за износите да не расправаме, нема ништо да се промени. Тука јас сум многу конечен песимист и за жал, барем во идната година или пак во идните неколку години, во догледен период, не верувам дека ќе се промени состојбата и тоа е трагично за едно општество, не само заради политичките елити кои се глуви, неми, слепи и така натаму, дури и оние кои нешто сакаат да направат или да замачкаат дека прават нешто, неспособни се и тоа да го направат, бидејќи длабоко во нив е вкоренета дискриминацијата, дискриминаторскиот однос кон ромската заедница, така што останува на нас да бидеме будни и да укажуваме постојано дека мора да се променат работите таму, но не верувам, бидејќи ти искажа надеж, јас би сакал да кажам дека немам надеж за дека во догледно време нешто суштински ќе се промени. Нешто како шминка да, ама повеќе не. Надежта последна, умира се, надевам дека тоа ќе престане да се употребува. Гледам нешто многу кашлаво последно време. Ќе почне да се применува. Надежта. Она што би сакал да го спомнам е повторно да се вратиме на вистинските теми, а тоа се кој што сите го очекуваат, не само ние, туку и Европската Унија, отпочнување на европско интеграцијскиот пат на нашата земја, односно носење на уставните измени, кои што еве гледаме дека еден од лидерите на влено позицијата, на партијата господинот Таравари, нешто ко да најавува дека ќе има некакви измени, уставни измени, но сето тоа станува како на некој начин да стана сенка и сите сега го зборуваат за Таравари како бара албанец да има и во археолошкото наоѓалиште, тоа како да е најбитната тема, отколку да биде тема која што нели е битна за сегашноста, односно за иднината. Ние се браќаме во минатото и сега ние ќе наместо да гледаме дали ќе одиме напред и ќе одиме во Европа, ние треба да се вратиме во 6 век, каде што е најдена нели некоја златна маска и да се представиме како најстар народ во светот, што е окей, во ред е, убаво е тоа и се надевам дека ќе биде добро тоа за туризмот и слично, но ајде да видиме сега за иднината. Сакам и јас да одам негде напред, а не да се враќам во 6 век, но исто така пропагандата која што се поставува е дека наоѓалиштата сега кои што се откриваат
е затоа што сега има власт која што ќе ги зачува националните интереси, а не се кажува претходно затоа што ќе беа продадени од Кога се претходната случуваше ова? Кога одеше ова? Изгледа Па додека ти беше по некој во белиот свет, или сум патувал трансфер. ти си патувал Џавира, тука се дешава многу работи. Овде време пловот се вклучил овде. Тоа е мрнеш губиш, што ми рекол директор. Да, директорот би рекол така. Да. Така да види, прво, за да отиде ова напред, прво треба да одлучиме да видиме сега дали Бугари во устав е предавство или не. Или Драган, така беше? Драган нека каже. Еве, Драган нека каже сега, предавство или не е предавство, Драган? Да кажам и самите тие што го тврдаат тоа дека предавство веќе не се сигурни, па сега почна да менуваат, нели исто како со маичките. Не. Испана дека Не на македонски или на грчки, да. Значи јас пред известно време до негде пред изборите или беше, не се сеќам точно, баш поминав покрај Камени мост и го видов тој огромен графит, да го речем, дури мурал, како да сакале да направат, каде што пишуваше Бугари во устав е предавство. Пред известно време на истиот графит осамна со ново идејно решение. Така? Што пишува е предавство е префарбан и на негово на тоа место се ставени боите на бугарското знаме и сега само пишува Бугари во устав. Фантастично. Фантастично, мислам како е тоа Фантастично, тоа е толку креативно. Тоа е нешто толку креативно и визуелно богато. Да. Како секој ден им носи нешто ново, исто како сега што се радуваат на победата на Трамп, дури пратеникот на Антонио Милошевски понесено таа победа, одеднаш му текна дека ќе гради цврсти врски со САД кои се изградени веќе 30 од самостојувањето на Македонија и Јас би рекол и уште од малку порано. И од малку порано официјално малку под наводници малку. Официјално што прво не призна под референца. Така. И сега Антонио Милошевски тука раскажа, меѓутоа заборава дека всушност тоа што они се Преспанскиот договор кој највише го негира, го куда, правеа демонстрации против него, всушност Преспанскиот договор и промената на името на Македонија со цел влез во НАТО беше за време на првата администрација на Трамп. Така. Значи, такви недоследности, не знам дали, јас искрено, до душа гледам сега дека еве и во Америка и кај некои од нивниве поддржувачи како Унгарија, па и Србија, нели? Дека веќе стануваат пракса, што е кажано не важи, веднаш потоа се иде со друг став, кој се разбира нивните мегафони во медиумите кои ги имаат многу, потоа сето тоа ќе го дезавуираат, ќе почнуваат со нови наративи, да се заборави претходното, на крај ќе испадне дека внесувањето на бугарите во уставот е победа на ВМРО ДПМН, пошто ќе се прогласат некако ќе проба да го извртат, всушност они го измислиле тоа. Така да, што се однесува до прашањето, мислам дека беше реторичко. Да, и јас мислам дека беше реторичко. Мислам дека е сосема јасно дека е реторичко всушност. Добро, со нас е и Зоран Иванов, кој будно ја следи оваа дискусија. Меѓутоа, сигурен сум дека има и што да каже, како во поглед на своите ултракратки коментари, ако сака нешто да нагласи од тоа, или пак да даде некој свој осврт за други актуелни теми за кои дискутираме денеска. Прво, благодарам за поканата да учествувам и на овој колегиум на Цивил. Секако многу е нормално. Поканата за тебе за овој колегиум е секогаш отворена.
Кој си дел од него? Не те слушам, Джабир, но се едно. Ќе ти пренесат колегите. Важно ќе отиде во етер. Сега слушам, да. Добро. Малку морам да признам, малку ме трогнала дискусијата на Дехран околу ситуацијата на ромите, јазикот и така натаму. Мислам дека Цивил тука може многу повеќе да направи отколку песимизмот твој Джабир. Бидејќи јас и така ја сваќам платформата на Цивил како идеолошка една матрица токму во градење на човекови права, но да не ширам сега. Но малку, еве ќе му вратам и на Дехран, може преку Цивил, може индивидуално, може сите заедно. Мислам дека и ромите, бизнисмени и интелектуалци, а веќе не се мал број, кои се добро ситуирани, на кои добро им оди бизнисот, но и роми кои се универзитетски образовани, па и професори на универзитети. Мислам дека тие луѓе треба малку повеќе да се ангажираат во јавноста, токму околу овие прашања што и Дехран ги покрена и тие Джабир ги потврди. Мислам дека еве Цивил им е една фина платформа да ги каниме тие да зборуваат, така се врши тој јавен, па и политички, ако сакате, притисок, да на овој наш би рекол во глобални рамки најсоцијален слој, сепак да му се бризга малку надеж и живот дека натаму секако дека образованието е клучот, нели? Дека доаѓаат и за оваа етничка заедница наша подобри надеж со подобри времења, ако дека нарече надежла, нели, последна умира, значи тој изрази оптимизам за разлика од тебе, Джабир. Но се шегувам малку, но малку сум сериозен околу потребата бизнисмените, интелектуалците, јавните личности од ромската заедница, да не бидам лошо разбран дека нешто етнизирам, сите ние заедно секако да придонесеме малку да се нивелира таа разлика меѓу етничките групи, ако може вака уште еднаш грубо да се изразам. Направивте сите, сакам максимално краток да бидам, направивте и внатрешно политичка и надворешно политичка или внатрешна и надворешна анализа на случувањата во изминатата недела. Јас сакам, ќе спомнам само 2-3 работи што веќе на некој начин ги спомнавте, но кои мислам дека се добри како теми кои заслужуваат внимание и во наредната недела. Иако веќе ги спомна и Дехран во внатрешната политика и Драган за надворешната. Ситуацијата околу релацијата Влен и ВМРО е многу интересна, околу уставните измени, односно околу можноста за Македонија сепак да се приклучи на Албанија и да не губи чекори да почне подготовката. Се плашам, например, Арбен Таравари, еден од лидерите на Влен, рече дека до крајот на година очекува, додуше не каже на која година, но ајде да претпоставим дека до крајот на оваа 24-та година очекува сепак да почне процесот за уставните промени. За разлика од него, лидерот на другата опција во Влен, совранискиот спикер Африн Гаши, во интервју за Мија неделава во која ти не беше присутен во Македонија, Джабир, рече дека може да се случат уставни промени до крај на годината, може и да не се случат. Мислам дека, ако добро насетувам од некое мое скромно искуство, дека како Влен да му подготвува терен, тука знам не е играч, како Влен да му подготвува терен на Христијан Мицкоски и на ВМРО ДПМН, малку да ги спаси од притисокот европски и воопшто на домашната јавност или на дел од домашната јавност, дека клучот на Македонија за евроинтеграција зависи токму сега од Мицкоски, од ВМРО ДПМН, не толку од Влен, зашто Влен не може сам да иструка работата, но мислам дека ќе почне некаква расправа внатрешно коалицијска, ќе има некаков договор за кој да се навести во јавноста дека еве подготвуваме амандмани, имаме некаква комисија, нешто ќе почне процедурално да се случува и тоа може да се влече до локалните избори. Мислам дека тоа е намерата и од таму влечам став дека точно е дека и Таравари и Гаши и сите во Влен се за почеток на преговори, но од друга страна немаат уште моќ и сила да му се спротивстават на Мицкоски и неговата теорија околу уставните промени. Мислам дека тоа е добра тема за тестирање, за прашување, за интервју и така натаму. Дури за самите актери.
втората тема, не знам дали е тема интересна, мислам дека нашиот премиер има манир да ги навредува луѓето, еве како што ја навреди ова потенцијалната европратеничка за проширување Словенката Кос, во која практично и прати порака овде во македонската јавност, но тие огласи одат и до Брисел и до Љубљана, нели? Дека тоа го прави за да се додвори некому за да добие глас, а не затоа што тоа е став на Европската унија, и тоа е, не знам тие лаги каде поминуваат, за жал поминуваат и овде во Македонија, зашто тоа е став на Европската унија, тоа е став на и во Будимпешта, ако воопшто и се можеби и се дојдени од Будимпешта. Да, тоа е друга тема. Значи сакам да кажам дека ние како и генерално македонското новинарство е многу важно, тоа и минатиот пат го кажав кога бев присутен на овој колегиум, дека медиумите не се само да трансформираат информации, туку обврска е на уредниците, обврска е на новинарите да детектираат лаги и невозможни ситуации. Значи, ова е класична лага, дека таа господја тоа го кажала поради, нели, она да се испере некаде или да се добие некаков глас, кога тоа бетониран став. Ова моева го потврдува и средбата на Мицкоски во Будимпешта со Макрон, каде што дојде даде изјава за македонската јавност, во која воопшто не спомна, тоа беше темата на една од овие мои ситни коментари, дека тоа беше поентата, дека ние не чувме, македонската јавност воопшто не слушна што тоа француската страна му кажала на нашиот премиер, нели, и самиот Макрон. Дојде утредента или по 2 дена соопштение од МНР на Франција, во кое немаше ниту збор од она што Мицкоски оде го соопшти, туку напротив, останува сугестијата дека Македонија за да ги почне преговорите треба да го промени уставот, и на крај на краишта не ми е јасно стратезите на ВМРО ДПМН како мислат дека една вековна француска дипломатија ќе изиграат, еден бастион на европска држава, нели, со вековни традиции во надворешната политика, која се потрудиле, направиле некаква рамка во која и бугарите во устав и почетокот на македонските преговори се врзани, и договорот со Бугарија, значи во една рамка, во еден куп, и сега ние овде, демек балкански мангупи, ќе изиграме таа дипломатија. Дали некој помислува дека Макрон ќе се повлече пред Мицкоски и ќе доживее пораз? Тоа ми е прашањето за македонските медиуми, колеги мои уредници. И сакам да завршам со ова, зашто Драган доста зборуваше. Светот, ние веќе се плашам некој преемотивно, јас ќе се обидам малку посурово да елаборирам една реченица, две, дека после американски избори, со победата на Трамп, 20 јануари ќе преземе палката Америка, да не елаборирам. Низ призмата и на украинската војна и на Блискиот исток со Израел што се случува, мислам дека неговата политика веќе од февруар сите треба да бидеме подготвени да почувствуваме некакви дисторзии што ќе ги почувствува прво Украинскиот фронт, потоа да видиме како на Блискиот исток ќе се одвиваат работите. Мислам дека НАТО исто така ќе мора некои работи да ги меле, бидејќи тоа веќе Трамп кога беше председател пред 4 години нешто навести, некакви промени, и мислам дека најмногу малку ќе вулгаризирам, ќе го крка Европската унија и финансиски и стратегиски, и од тука мислам дека е оправдана загриженоста и на Берлин и на Париз за новата геостратегиска позиција на Америка во однос на глобалните случувања. Така што и ние како редакција и цивил се разбира и останатите, мислам дека малку треба од сега да ги насетуваме тие сигнали каде се движат, за да не ги доживуваме емотивно и да бидеме разочарани во тоа што нема демократија, што оди на сила, што не се помага доволно на Украина, можеби. Ова спомна и Драган, и ние пишувавме околу тоа, тој американски советник Крим ќе остане, нели, доцне, па утредента демантираат овие, но тој не го кажува тоа случајно. Тој тоа го има слушнато, можеби во тој круг кај што се движи Трамп, тие анализи се прават, додека се подготвуваат за избори и да преземат власт.
Значи, ќе има секакви промени. Дали тоа ќе биде рано е да прогнозираме, завршувам, дали премолчно Трамп ќе го остапи конечно Крим на Украина, за некоја варијанта да се повлече од целата украинска територија, а таму внатре Украина, низ некои своји демократски инструменти, по примерот, не знам, на Босна, може би некаква крајна или општини, некакви руски, или покрајни, за да го сачува интегритетот на Украина како држава во рамките на Обединетите нации. Добро, Крим како и други области, другите области во Украина веќе имаат висок степен на самоуправување, тоа е децентрализирана земја по текот на Европската унија, така што Крим секако си имаше свој пред да стане дел од територијата што е гази овакво руската чизма, тоа си беше област која имаше свој степен на самоуправа. Меѓутоа сега не е слободна таа територија на Крим. Сега е под окупација на руски агресор, а инаку пред да биде под окупација тоа беше слободна територија која беше во состав на украинската суверена територија, заверена во Обединетите нации и која исто така си имаше своја управа или самоуправа, да кажам. Како и да е, секако дека остануваат многу работи да се зборуваат таму. Ти благодарам за суштинските забелешки и белешки, особено оној дел кој се однесува на оптимизмот, односно песимизмот за правата на ромската заедница. Јас ќе си дозволам да останам песимист и понатаму, бидејќи мојот песимизам се однесува на власта, на властите, на владата, на институциите, пред се. И тоа не само на оваа сега што е тазе, меѓутоа знам како ќе се однесува во иднина, бидејќи ја знаеме од порано, туку се однесува и на претходните гарнитури на власта и на претходните политики и практики на институциите. Јас би сакала да завршам со сепак малку позитивен тон, колку и да е тоа всушност исто така дискутабилно, би отишол малку кон климатските промени, кон екологијата, зелените прашања. Актуелно е загадувањето во Скопје. Билјана, дали имаме пред нас недела во која ќе може граѓанките и граѓаните на нашата земја да се информираат повеќе за зелените прашања, вклучително загадувањето, меѓутоа и на други прашања како што се климатските промени и така натаму. Па и на ова поле, ајде да речеме така, загадувањето ќе биде проблем за не само за Скопјани, туку и за сите граѓани во земјава. Меѓутоа поголем проблем ќе биде и од една последна вест која што е дел од еден проект што УНДП го прави со Министерството за животна средина, дека не е прашање само колку надворе воздухот загаден, туку и колку внатре децата во градинките и школите дишат нечист воздух со ПМД чистички. Така што твојот оптимизам можеш да го намалиш, затоа што барем на тоа поле, барем она ние што го правиме и како држава, меѓутоа и како граѓани не придонесуваме многу нели во таа борба против аерозагадувањето, меѓутоа и на други полиња и на други видови на загадување. Сепак КОП-29, присуството на нашата делегација ќе биде проследено. Од утре имаат своји обраќања, ќе видиме што ќе кажат, кои се нивните планови, па така тука можеме да ги фатиме за збор и да видиме што тоа ќе го исполнат, со оглед на тоа дека ние имаме стратегија за климатски промени, меѓутоа очигледно е дека таа не е баш нешто функционална, а со промена на власта се разбира дека како и сите други стратегии и ова ќе претрпува промени, иако нели ние сме врзани малку и со Европската унија и со нивната зелена агенда и реформите кои што треба да ги направиме на тоа поле. Како и да е, ќе имаме загадена недела
ќе дишеме загаден воздух, меѓутоа се надевам нели дека активностите кои што ќе ги преземат одговорните ќе вродат со плодови, нели почнавме со град Скопје, почна со инвертер клими и така натаму, па ќе видиме колку тоа ќе биде ефикасно. Фала ти, Биве, фала ви, колешки и колеги, да го затвориме овој четврти колегиум сепак со еден оптимистички став, а тоа е дека ние сме организација која 25 години постои тука, малку и во согласно со тоа што го кажа Иванов, ако ништо друго да бидеме тука како платформа за граѓанките и граѓаните, да ги кажат своите размислувања, да ги пријават сите случаи на кршење на човековите права или било што мислат дека не е во ред во нивната општина, во нивната држава или воопшто во светот, нека останат во комуникација со нас и се разбира барем тоа да биде оптимистичкиот дел од овој завршеток или од овој колегиум, дека Цивил бил е и секогаш ќе остане тука за граѓанките и граѓаните на нашата земја и на сите што соработуваат со Цивил без оглед на тоа дали живеат овде или се дел од популацијата на Западен Балкан, Европа и светот. Со таа порака и до моите колешки и колеги и до целата наша публика и се разбира до јавноста, јас се одјавувам себе си и моите колешки и колеги од четвртото издание на Колегиум, неделна информативна платформа на Цивил. Ви благодарам.